понуди 2,15 милиони евра во пари и недвижности, но кривичниот суд одлучи да го остави Асмир Јаховски во притвор во шутка. Иако и обвинителството ја прифати понудата на Јаховски, па дури издаде соопштение до јавноста дека истрагата е при крај и сопственикот на Пуцко Петрол и син на пратеник на ДУИ не може да влие на неа. Судот сметаше дека барањето за замена на притвор со мерки на обезбедување е неосновано и не држи за бизнисмен осомничен за перење пари. Судот смета дека во овој момент се уште постојат околностите за постоење на определената мерка притвор од точка 2 од член 165 став 1 од Законот за кривична постапка, односно околностите кои укажуваат дека може да ја попречи истрагата со влијание на сведоците, како и дека може да сокрие, фалсификува или уништи трагите на кривичното дело, од причина што истражната постапка се уште е во тек и се уште се преземаат други истражни действија за прибирање на докази. А гаранцијата се состоеше од два дела: недвижност во Скопје со вредност од околу милион евра и пари, 72 милиони денари, односно околу 1,17 милиони евра депонирани на сметка. Обвинителството сметаше дека гаранцијата е прифатлива и соодветна на штетата за која во моментот се гони Јаховски. Во конкретниот предмет, според доказите со кои располага обвинителството, износот од 72 милиони денари одговара на вкупниот износ на противправно стекната имотна корист за овој осомничен, од кој во понатамошната постапка би можело да се наплати евентуалното оштетно побарување од него. Но кривичниот суд не ја прифати, условно речено, спогодбата на двете страни во истрагата, иако за Јаховски може да му се изрече само уште 1 месец притвор поради законските одредби. Јаховски осомничен во рамки на истрагата за набавките на мазут за ТЕЦ Неготино, во која се опфатени екс-директорот на СМ Васко Ковачевски, кој е во бегство, сопствениците на РКМ Радко Капушевски и Ерџан Сулковски, поранешниот менаџер за продажба во СМ Адријан Муча и уште 6 лица кои учествувале во реализацијата на набавките мазут вредни над 160 милиони евра. Кодна Телма во неколку наврати ги истражуваше матните сделки со мазутот, кои кулминираа со истрага отворена по деталните откритија на стариот состав на антикорупцијска комисија. Дополнително има и истражни активности за еколошките аспекти и штетните по здравје и живот влијанија на опасниот мазут горен во ТЕЦ Неготино и РЕК Битола, преку сделките на Електрани и РКМ.